Добар ден. Уште едно издание на Звукот на политиката на Радио Лидер. Јас сум Звонимир Јанкуловски. Денеска ќе разговарам со човек, политичар, професор и поранешен амбасадор. Добро дојдовте, Нано Ружин. Со кого ќе разговараме за тектонските пореметувања на глобалните оски на моќ и за она што значат политички придвижувања во контекст на престојните избори кои ќе се случат наскоро во Македонија. Добро дојдовте во Звукот на политиката. Прво, знам дека сте добар познавач на француската надворешна политика и генерално на францускиот политички амбиент и естаблишмент и почнал со она што значи прашања кои се повезани со промените во глобалните оски на моќ во меѓународниот систем. Очигледно Европа го губи онај 6-годишен доминантна позиција на светската сцена со оглед на војната во Украина, која е прва војна на европскиот континент по Втората светска војна и каде што има промени во глобалните односи на силите на моќ во светски рамки, меѓутоа има и до ново преструктурирање на светскиот глобален поредок. Председателот Макрон тука ја свати, мислам го свати моментот на промени кои и како може да се одразат на Европа и на нејзината улога во новите односи на светско ниво, така што одговори брзо на начин дека промените во светот бараат промени во институционалното функционирање на Европа, нудејќи програма за промена на она што значи на менување на Европската унија со цел да се прилагоди на промените во глобалниот свет и да одговори да не биде пасивен актер, туку да биде активен актер во случувањето, така што и војната во Украина придонесе да Европа повторно се обедини околу заедничкиот интерес. Дали Европа во моментов игра клучна улога или е во дефанзива во поглед на се она што се случува во новото преструктурирање во светот во моментов? Добро, тука се поставени повеќе прашања. Сметам дека прво да почнеме со последново. Дали Европа игра дефанзивна улога? Да. Тоа се должи пред се на можеби опуштеноста на која што и подсекеше и Трамп во времето кога беше председател, каде што Европа издвојуваше символично малку пари за својата одбранбена моќ и можеби требаше да се случи таква војна за да европејаните се освестат дека треба многу повеќе да инвестираат во одбраната. Но проблемот е толку комплексен, се согласам со вас, затоа што како што знаеме, Европа долго време се напојуваше од руските енергенси, дури би рекол дека постоеше еден комплекс на зависност од енергетиката на Русија и се има чувство дека прво Европа од една страна солидарно ја осуди агресијата на Путин во Украина, меѓутоа од друга страна, иако настапуваа како би рекол прв пат во еден заеднички строј, во суштина во позадина голем број на држави или одредени држави не се согласуваа со методите кои што ги превзема Европската унија. Тука мислам, например, на Унгарија, на Словачка и така натаму, па и други некои држави кои што исто така има одредени дилеми, што зборува за големата слабост на Европската унија и што често пати американците ги го изразуваа како голема слабост, бидејќи нема никаков хомогеност во нивните политики. Што се однесува до Макрон, Франција не од денес, туку од порано ја има таа фрустрација дека ја загуби позицијата на голема сила, значи од времето на почетокот на 20 век и така натаму,
koga ги, заедно со Велика Британија ги загубија колониите во 60-тите години, и Франција постојано сака од една страна да игра значајна улога на меѓународната сцена, а од друга страна свесна е дека таа игра не може да ја игра сама, затоа во еден момент таа игра со Европската унија, со Германија, во друг момент со Соединетите Американски држави. Секако дека решителноста на Макрон да меѓу наводници да каже дека ние не исклучувам да испратиме и сили и дека повеќе не постојат црвени линии меѓу Русија и Франција, односно Европската унија, се потпира на повеќе работи. Прво, во јавното мислење во Франција, која што ја форсира и актуалниот председател Макрон и неговиот премиер, Габриел Алтман, се вели дека ако Путин ја доби Украина, тој нема да застане. Тука ќе продолжи понатаму. Историски да, правот постои. Да. Второ, најде на голем отпор, така што некој би рекол од старите булдожери на француската политика, како што се Шевенман, рече, што е ова, дали Зеленски ни е председател на Франција или Макрон? Зашто да испраќаме наши луѓе за да гинат таму? Набргу следеше одговорот на Зеленски: не се секирете, ние нема да дозволиме француски војници да гинат тука. 3/4 од француското јавно мислење е против испраќање на сили во Украина. И ја го следев исто интервјуто на поранешниот премиер Девил Пен, кој што исто така рече дека постои една нуклеарна граматика на која мора да внимаваме при секој исчекор во таков вид, он ја нарече војна авантура, бидејќи една нуклеарна сила вие не можете да ја победите. Значи, кога е државата нуклеарна сила, нема победник, може само сите да изгубат, но како и да е, Макрон продолжи со својата реторика, иако за време на терористичките напади даде изрази сочувство до рускиот народ, но не и до руската политичка клика и така натаму. Така што, мислам, гросо модо очекуваме се случуваат работи кои што се понекогаш и ни влеваат и нас страв. Меѓутоа, точно е, оваа војна може сепак да дегенерира. Дали тоа не значи дека се менува политиката на заедништво во Европа, затоа што ова што го најави со војните сили, евентуално учество во војната во Украина, Макрон, дали не значи одговорот на европските држави, негативниот одговор, односно оградувањето од можноста да бидат дел од ваквиот конфликт, дали не значи разбивање на единството на унијата и враќање на оние, ја би рекол, историски национални интереси на државите на унијата? Колку тоа ќе се одрази на понатамошното заедништво на унијата и колку ќе биде цврсто понатаму? Значи, во овој момент сите исчекуваат што ќе се случи со изборите во Соединетите Американски држави. Да, Европа е дефинитивно уплашена од тоа. Да, уплашена е, меѓутоа не само уплашена, него како фидбек има тоа врз европската надворешна политика, односно во однос на Украина. Мнозинството европјани пред се ова водечка гарнитура се за Бајден, бидејќи смета дека Трамп може да се откаже од оној, би рекол, одбранбен чадор, иако мислам дека не верувам во тоа, но како и да е, Европската унија се покажа дека има голем број на слабости, бидејќи државите можат поединечно, например Унгарија, можат да блокираат значајни моменти. Видовме што се случи на последната средба кога председателот на Унгарија, кога Орбан излезе од салата кога се гласаше само за да помине предлог, бидејќи тоа беше под голем притисок, предлог за помош на Украина.
Така што Европската унија во овој миг делува пред се, би рекол, на нехомогена би рекол институција од повеќе причини. Прво, нема тој бекграунд и таа би рекол што французите нарекуваат војна економија, значи војна економија како што сега почнуваат веќе да произведуваат оружје масовно и така. Значи да трошат повеќе пари од буџетот. Трето, да не забораваме дека следат изборите во Европската унија, каде што многу работи може да бидат интересни. Веќе во Франција се знае дека најголеми шанси им се дава на екстремната десница на Мари Ле Пен, која пак за чудо почнува да зборува доста умерено. Значи не е тоа Мари Ле Пен од времето на татко Тоа е исто како во Италија. Да. Значи почнува да биде умерена, почнува да биде рационална, има недоразбирање. Тука исто овој Меланшон кој што е тоа е па екстремна левица го сметаат, но заедничко им е што не сакаат Франција да дава и пари и животи во Украина. Значи нивната позиција е дека Франција треба малку да закочи во таа проукраинска позиција и дека Франција има многу позначени проблеми, но како што кажав, сепак овој проблем со Путин е глобален проблем и затоа можеби е разбирливо што Макрон ова го оправдува со следново. Најдобрата одбрана, она во стилот на Тито. Да. Најдобрата одбрана е 100 години да се подготвуваме како утре да имаме војна, значи, да се живееме 100 години во мир, така така беше таква нешто. Сила и плюс тоа истакнува дека не заборавете дека и Франција е нуклеарна сила. Да, ги покажува мускулите. Меѓутоа ова што го кажавте точно дека Европа и како е плашена од евентуално можното враќање на Трамп на политичката сцена како председател на Соединетите Американски држави, меѓутоа има еден процес кој загрижува во Европа и тој веќе го спомнавте, Франција е Ле Пен. Не е само Франција, туку и целата европска политичка сцена е враќање не на десницата, туку на екстремната десница, што и како ќе се одржи на конституирањето на Европскиот парламент на изборите во јуни и некои работи ќе се променат, мислам ќе се променат од корен, затоа што Европа по се што, тоа е моите согледувања, се враќа на оние историски корени каде што доминираат повторно сувереност и националните интереси на државите кои се членки на Унијата, а посебно на Франција. Затоа што кај нас не размислуваат и не анализираат, затоа што тоа не е нивото, да бидеме реални. Меѓутоа кога збора за Европската унија размислуваат на начин на дека ќе ни дадат се. Не само тоа, дека градиме некој нов национален европски идентитет кој европските држави не успеа да го изградат. Вие знаете Франција каков е односот, појаснете го на слушателите каков е односот кон националните прашања и кон националните интереси, а посебно кон суверените права на државата, иако е членка на Европската унија. Тоа е многу важно, затоа што мора некои дилеми да ги разбиеме во контекст на она што како анализи некои квази аналитичари ни ги проектираат во Македонија. Значи, пред да дојде ова позната реченица на Макрон дека ќе бидат ангажирани евентуално во Украина, Франција беше под опсада на земјоделците кои што упорно протестираа, штрекуваа и навистина ако анализирате подлабоко. Например, земјоделците во Франција беа донесени до такви небулози, например, да ви кажем пример, тремот кој што го дели една дива со друга, меѓутоа зборувам за голи, мора да се шиша, да се потчиша од 15 август до 15 септември. Со као кравите што... Да, значи, вика, ние повеќе поминуваме време на компјутери, за да ги исполнуваме обврските отколку на теренот. Така што се дигна и тука беше еден општ револт и против увозот на житните производи пред се од Украина.
тука има значи поддршка од Шпанија, од Полска, еве од Белгија вчера на пример знам дека Брисел е исто блокиран од опсада. И некој смета, значи и тоа ја намали популарноста на Макрон и на неговиот Атал, овој што е Габриел Атал, премиерот. Во Франција има нешто што се вика као сајам на земјоделие, во кој што редовно француските политичари доаѓаат. Овој пат Макрон беше исвиркан, Атал до некаде, а еден млад дечко од 28 години Јордан, ќе се сетам на презимето понатаму, доби такви аплаузи, тоа е од екипата на Мари Лепен. Значи, така што луѓето веќе покажуваат интерес кон некоја екстремна десница, сега така се викат, која што го поставува прашањето на националниот суверенитет, значи кад достани од Европска унија. На француските универзитети нема дилема околу прашањето на националниот и суверенитетот кој е пренесен на унијата. Значи викаат нашите интереси, аман веќе нашите интереси во прашање, не можеме вака да издржиме. После тоа значи се побунија против таа наметливост од страна на Европската унија, се што бара, смета дека многу повеќе даваат колку што земаат од Европската унија и така натаму. И во тој критичен момент Макрон, некои аналитичари сметаат, кога кажа тезата за Украина, практично го сврти вниманието на јавноста. И денеска веќе никој не зборува за проблемите на земјоделците во Франција, туку повеќе се оптоварени со оваа тема од сабајле до вечер, само се зборува за тоа што ќе се случи, но како и да е, сме сведоци на пораст на заговорениците на национализмот пред се и националниот суверенитет, бидејќи и токму тоа утре, например, ако дојде до некои големи помрднувања, ќе се отвори прашањето, например, многу од нив не сакаат воопшто Украина да влезе во Европската унија. Ќе се постави прашањето, а што овие другиве држави од Балканот бара таму. И така натаму, значи многу прашања ќе се отворат, кои што ќе видиме, времето ќе покаже какви ќе бидат резултатите. Едина утеха на која што може да се надеваме дека Европската унија престана да биде институција која што повикува држави кои што економски се развиени, туку тоа веќе е геополитичка одлука. Значи, геополитичка одлука да им даде статус на Украина, на Грузија и Молдавија, па Босна и Херцеговина, која дојде, еве. По меѓународно право е многу дискутабилно за каков тип на држава станува збор. Тоа мислам едино геополитиката може да не спаси, да имаме некоја ваква до 30 година или не знам кога да влеземе во... Да, меѓутоа реално Европската унија не е геополитички проект, туку е мировен проект кој економски кој требаше, како се вика, да ги фузионира државите на европскиот континент после Втората светска војна, да им понуди еден нов начин на размислување, затоа што, знаете, кога што го кажавте, националните интереси доминираат во Европа 600 години. Не е нешто ново и не е нешто што не го знаат, освен кај нас. Верувате дека Македонија има шанси да влезе до 2030 година? Тоа е затоа што мотивата на органично... Одговор од милион. Не, чисто вака си разговарат... Не знаеме што ќе се случи. Не знаеме што ќе се случи на меѓународната сцена. Затоа ние треба да си ги исполнуваме обврските. А обврските, како што гледаме, политичката елита не е единствена во исполнување на тие обврски. Има недоразбирања, можеби има еден ривалитет кој е за, кој е против за тоа што Европската унија ни наметнува. И така што ќе видиме, но се надевам дека нема да поминат нови 30 години за да, како што беше проблемот со името, за да не биде перманентно една пречка за нашиот влез. Пречки има многу, мислам, да бидеме реални на патот на Европската унија, меѓутоа и Европската унија покажува, повторно го покажува она
колонијална ароганција која имаше низ, кажеме, низ вековите. Имате изјава на Борел кој вели ние сме тука да ја чуваме градината, мислејќи на Европската унија, од џунглата. Во кој ги сместува во џунглата сите останати, знаете, таа изјава се обидуваше метафорички да ја покрие, меѓутоа најде на ошта реакција. Тука го имате Пиер Мороа кој вели не секој племе заслужува држава. Тоа беше во времето кога се распагаше Југославија. Да, меѓутоа таа изјава е многу актуелна денеска во контекст на, како сика, на однесувањето на, ако сакате, и на францускиот претседател Макрон. Цивилизирајте се, средете се, па дури после ќе ве прими во Европската унија. Тоа е Европската унија на неколку брзини, што го предлага како концепт на трансформација на унијата и можноста да ги шмука другите држави, односно да ја истакне геополитичката димензија на унијата, не она мировна и економска. Тоа е, нели, ја создае таа политичка заедница, која што е некои викаат смоквин лист на проширувањето или меѓутоа која што е еден вид единство да создаде, но како и да е, имам чувство дека сепак и ние не правиме тоа што треба да се прави. Ние не правиме 30 прво, и сами знаете, професор сте, кога ќе видите дека колку малце луѓе разбираат унијата, животот во унијата, очекувањето, кај нас обичајно се размислува ако дојди унијата, што би рекол премиерот, кам шикарот, ако дојди во Македонија, ќе ги седи работите. Не. Ние треба да си ги седиме дома, ние не ги седуваме дома, така што некои работи остануваат да висат во контекст, меѓутоа изборите се, како што гледате, за и против унијата. Мислам дека тоа е како го оценуваш? Тоа е погрешно така да се размислува, затоа што не верувам дека во држава, барем така сме навикнати, не верувам дека некој отворено се спротивставува на идејата на идејата. Нормално, тоа е политика. Политиката е разочарувањето се окей. Вештина, мудрост, помалку лага, помалку политичка игра, и мислам дека сепак наметната, таа е, би рекол, наметната класификација, се работи за едно прашање од кое што не можете сега да дедуцирате дека едни се против, едни се за, но како и да е, ќе видиме, имаме обврски. Било кој да победи, императивот останува да се менува уставот. Да, ќе видиме како тоа ќе се одвива, затоа што очигледно изборите се градат и целата политика за изборите се гради врз основа на тоа прашање, на кое власта, ако не се лажам, бевте дел од комисијата која требаше да ги прави уставните измени, меѓутоа ниту верувам дека не се собравте затоа што немаш услови да се соберите, затоа што собравме, ние ги предадовме сите тие материјали, сите барања, етничките заедници кои што сметаат дека треба да се најдат во преамбулата како дел од граѓаните што живеат на оваа територија. Мислам, тоа беше така, мислам дека се е подготвено од тој аспект. Ја мислам дека не, доколку дојде до одлука на двотретинско мнозинство, мислам дека нема да има големи тешкоти. Но... Мислите дека ќе го реши проблемот со унијата, промената на уставот? Ќе ги реши сите прашања и ние, не, како се вика? Не може сите прашања да ги реши. Меѓутоа да се отвара зеленото светло, да зачекориме. Зборував со многу авторитети, меѓу кои Мишел Фушер, кој што ми е личен пријател, еден од најпознатите геополитичари живи на Франција, иначе советник на Макрон, токму на оваа тема. Самиот ми кажа, викам, нели ова да има како еднаш решение, па после тој пак ќе не закочува Софија и така натаму. Самиот рече вака,
постои и во Европската унија меѓу политичарите известна деонтологија. Не можете, ајде сега ќе ми текне, ќе го кочиме, пак ќе и кочиме и така натаму. Нормално. Значи, ако ја прескокнеме ова прва пречка, после ќе биде полесно, може би нешто да ни дадат до знаење, да не советуваат и така натаму. Но не верувам дека би имало такви пречки како што е ова. Мислам, воопшто не верувам. Впрочем, секоја држава во секој период може да ве закочи. Не, сега како се вика преговарачкиот процес дизајниран во секоја фаза од преговарачкиот процес може да биде и да ве врати на почеток. И може да ве врати. Еве, на пример, србите зашто на пример Северна Македонија, не знам дали во студио се изговара тоа. Не, вообичаено не е нешто што влегува во Добро, не е битно во вокабуларот Северна Македонија. Гледам, Дејанска спомена дека и оној кој беше потписник на договорот од Преспа, Никола Димитров, во својата програма пишува за Македонија, не пишува Северна Македонија, така што тоа не е битно. Очигледно некои работи не заживеа како што очекува. Исполнети се некои стандарди, подобрени се односите. Пред 2 дена на во МОБ на изворена представа на грчката амбасада која донесе музичари и која ме потсети на 90-тите години кога успеавме мала група на луѓе да направиме одредени контакти со грчки интелектуалци, иако беше многу напнато време, така што у тоа време се дружеви со Ѓорги Иванов. Да, знам, мислам. И Михис Теодоракис го донесовме во Скопје. И тоа беше голем настан. И во тоа време имав некоја конференција, бејќи ретки беа контактите, и јас бев заговорник да се вика, ако веќе мораме да го променеме името, Република Македонија во заграда Скопје. Опцијата што циркулираше. Да, и кога дојдов тука, кога ме потфатија новинарите во тоа време, да не ги спомнувам, ќе ме раздере како тоа. А всушност да си решевме проблемот тогаш, немаше ова, ќе останевме само Македонија, нема ги, тоа не е битно историјата. Имаме во секој случај сме имале политичари кои што многу грешеле во минатото, биле недозреани, биле вака без одредена флексибилност, но ете, плаќаме цена на една неискусна млада држава. Млада држава или политичари кои држале сепак до националното, затоа што ја имам мој личен впечаток е дека во основа со власта на Социјалдемократскиот сојуз ние имаме процес на национално пропагање кој многу наликува на она што неолибералите го пропагираат во светот во моментов и многу коинцидира што просто неверојатно со една изјава на Троцки од 34-та година дека националната држава треба да се укине, треба да се ослободиме од националната држава. Ова името, историјата, јазикот, сето тоа што го направи Социјалдемократскиот сојуз во основа упатува токму на ова. Што малце ми е неспојува филозофијата и идеологијата на социјалдемократијата со неолиберализмот и троцкизмот, да не кажам не комунизмот, баш троцкизмот, малце не коинцидираат во ставовите, во идеологиите, меѓутоа барем воедно се компактни дека националната држава треба да исчезне. Тоа е и концептот на претходниот премиер, мислам, историскиот премиер за едно општество за сите и дојдовме до едно општество за никаде. Значи, две работи би кажал за ова прашање. Прво, јас сум, мислам дека класификацијата левица и десница во Македонија веќе не постои. Немаат ниту еден параметар според кој би ги сместил одредени политички партии на левица, одредени политички партии на десница. Дури и последниот параметар за лаичка држава и лаицизам, толку верувања, толку проверски, религиозно оптоварени луѓе никогаш немало во СДСМ, а во ВМРО имало повеќе. Значи,
партија која што е социјалдемократска, значи која што е лаичка. Ако не се лажам, вие сте тој што ја издаде книгата, ако не 99-та година за основите на социјалдемократијата, идеолог. Ја тоаш ме памтам како идеологот на социјалдемократијата во Македонија. Вие ги спасов 2008 година. Сега, втората работа за ова за Троцки. Например, вие подобро го знаете тоа во уставите. Русија, Советскиот сојуз во тоа време воведе ова устав според тоа да бидат значи спротивно на граѓанскиот концепт, да бидат национален концепт кај што ќе бидат застапени сите етнички заедници, не знам, Белоруси и така на Советскиот сојуз. Тито исто во Авнојска Југославија, кога отиде за уставот на ФНРЈ или демократска прво се викавме, исто така што беше добро за нас македонците, се набројуваат македонци, словенци, после подосни бошнаците станаа нација и така натаму. Сега во Бугарија, например, знаете вие подобро од мене дека тоа е укинато, они се граѓанско општество. Значи нема тоа. Не. А кај нас не би го дефинирал дека се граѓанско. Они Уставот им е повеќе сгрешив, уставот. Францускиот устав, тој е јакобински устав, каде што јакобинците укина секој граѓанин. Значи нема секој али е национален устав на Француската република. Точно. И затоа ние сега имаме некои луѓе, тоа е веќе елаборирана тема, меѓутоа пак ќе повторам за тие што можеби не знаат, дека кога се бара, ама ќе бараме реципроцитет, бугарите да го признаат во својот устав македонското малцинство. Не можеме. Нивниот устав е граѓански устав. Значи нема како кај нас дека ги редиме поред сите етнички заедници и затоа е тука проблемот, меѓутоа ете чим сме ги наредили, сакат и бугарите да ги наредиме. Добро, тоа ме вративте на една идеја која точно бугарите не мора да ги наведат малцинствата, затоа што викаат малцинствата се факт кој не мора да го докажувате, тие постојат. Тоа што се откажавме од малцинствата, тоа е веќе сериозно прашање, затоа што откажувањето од малцинствата, од интересот, премиерот на владата на оваа власт ќе каже дека тоа е внатрешно прашање на Бугарија кој треба да го решава, што е класично социјалистички концепт. Ова кога ви го спомнам Троцки и кога ќе го видите класично у областа на човековите права, прашањето кога расправале за малцинствата, секогаш социјалистичките држави велеле човековите права се внатрешно прашање на државата. Не се внатрешно. Да му објаснам, мислам, вајде има советници, премиерот, до вчерашен премиер, има советници у влада да му објасна дека застапува еден напуштен стар социјалистички концепт. Точно, бугарите не мора да ги внесат во уставот. Меѓутоа, имате, бугарите се потписници на Рамковната конвенција за малцинствата на Советот на Европа, каде што доставуваат извештај за состојбата на граѓаните кои живеат или малцинствата и тие се нотирани. Имаме ние извештај. Така што ние се откажавме. Не е проблем меѓународната. Проблем е што им оставивме на меѓународната заедница да се грижи. А тоа дали ќе ги внесеме, јас сум исто противник. Еве, покажете ми у Франција како функционира, генерално како функционира француската држава кон граѓаните кои живеат на нејзина територија, кои се мигранти од вообичаено од Северна Африка, од оние француски некогашни колонии. Значи прво, затоа што луѓето не разбираат, мислам ја го почувствував тоа, живеев таму, така што знам, до кај оди национализмот, националното чувство на французите, до кај оди, до кој степен оди и како они го доживуваат националното. Во Франција прво имаме граѓани французи кои што имаат пасош француски, значи француско државјанство и кои што ги имаат според уставот равноправно сите права на кои што му припаѓаат на секој граѓанин. Меѓутоа имате места каде што има изливи на национализам, имате дискриминација, као што е во Соединетите Американски држави, нели, црнците и така натаму цело време ќе се убие некој од припадниците на црното население затоа што бил криминалец или така натаму.
Меѓутоа, проблемот е со овие што немаат никаков статус, значи мигрантите. И тука тој проблем, тоа е, значи, повеќе би рекол како маргинализирана група, која нема никакви права, која настојува да работи на црно и така натаму, но Франција стана премногу, би рекол, приемчива. Од една страна таа се соочува со недостаток на работна сила, како и Германија, сите европски а од држави. друга страна, луѓето што доаѓаат тука се многу, значи нема тој третман како што треба, но да не забораваме како што Воленбек, како што ја напиша таа книга позната за тоа дека бројот на опасноста од муслиманите, нели? Да. Например, само од целата француска популација, значи тоа е некаде 60.000 граѓани, 4% се само алжирци. 4% алжирци. Значи се претпоставува дека некаде близу 10% се луѓе со исламска вероисповед кои што се организирани на одреден начин, покажуваат одреден револт ради тој лош третман, и тоа се случи, нели, Батаклан, убиствата исто како сега во Русија. Поентата ми е, може ли у Франција било кој да аплицира, затоа што имаме случај во Македонија на токсикологија, да не знае службен јазик. Не може. За Франција, за јазикот, затоа што го имав чувството, вие точно не го зборам јазикот француски, меѓутоа кога се обраќам на француски дека зборувам англиски, обичаено ми беше праќано на течен француски. Ама затоа што не знаат. Затоа што градинките, ја колку што знам, пошто ќерка ми одеше во градинка таму, обавезно беше до основно ми се чини до 6 години да мора да го совлада францускиот јазик, што кај нас не е случај, мислам. Нашиот концепт на едно општество за сите, кој претпоставува еднаквост, не знам како ја размислуваат еднаквоста. Еднаквоста е пред законот, така и во Америка, така и во Европа, така и сегде. Освен кај нас, каде што еднаквост е според Бадинтери и според... Добро, ама сега ние сме друго општество. Кај нас прво сме 23%, значи... Без оглед. И видете Германија кој број има на турско население, кој е сериозен... Добро, ама не е толку како што е во Македонија. Ние заостануваме доста заостануваме, например, етнички политички партии. Можно и Франција да формирате таква. Едноставно не постои, ама не може. Не може затоа што... Значи, второ, може би и доцниме во некој, и сме доцнеле во некој, како би рекол, изедначување на статусот на другите етнички заедници, а тоа се должи што сме биле од 90-та нова држава, што сме имале политичари кои што не биле големи визионери, не го сваќале тоа прашање како значајно, што на време, значи, не сме функционирање како граѓанска држава тогаш. И затоа Бубенагот дојде во 2001 година, меѓутоа еве, сега постои ова заедница која што се надевам дека заеднички сепак еден чекор назад, два напред, може некако нешто да се функционира. Затоа што во Европската унија само знаете 2% се идентификуваат како европејци. Да. Да бидеме реални, французите се французи, тука е чиста работата, белгијанците се белгијанци, мислам германците се германци, нема тука дилема, тоа се национални држави на народите, на мнозинскиот народ кој живее таму, и тоа е сврсто, посебно у Франција. Франција е за мене е еклатантен пример, затоа што сум живел, и Италија не е подобра, мислев дека Италија е многу поразлична од ова, меѓутоа ми стана јасно зошто фашизмот се родил во Италија. Ако школувате дете во Италија, некои работи ви стануваат многу појасни и повидливи од онаа перцепција што сте имале живеејќи во Македонија. Меѓутоа тоа се прашања за политичарите кои сепак треба да излезат малце, да живеат, да видат како е и да видат како се устоени општествата, за да некои, ја би рекол, експерименти кои ги презеаме, да видат дека не функционираат. А ние и покрај што не функционираат, ние продолжуваме да ги применуваме, што е малце
сериозно разочарувачки, да ви кажам, и еве до кај дојдовме сега, да бидеме реални. Сега да не забравяме, ова е Западен Балкан, немаме такво богатство, нити такво производство, нити такво ниво на политичка култура, едноставно сме во таква ситуација, очекуваме сепак подобро. Ова е, знаете, Па искрено да ви кажам, очекуваме 90-та година. Мислам, некако само идеме на полошо наместо на подобро. Има сепак прогрес. Тоа има Апсолутно. прогрес во повеќе сфери, но Кичев Охрид. добро, Мислам, сте возеле према граница, Да. према Гевгелија, знаете на што личи автопатот, што е добро, ама затоа го што направивме. е асфалтиран. Ама затоа Скопје 2014 функционира како Скопје 2014 е прашање кое, да, добро што го онадивте, во ред, власта очигледно градеше и шарената револуција, градеа цел наратив врз основа на 2014, меѓутоа што направија, освен што го запустија градот, ако не им се бендисуеше позади стиропорот, како што велат, се цигли. Може тоа да го скинат. нема, тоа се трошоци, не може. Така тоа така да се прави. Воопшто, видете ја у центар зградата на електродистрибуција беше појавно, сега не знам, на СМ. Видете ја, Да, катастрофа. дури стиропорот болje ќе личеше него ова сега што го гледаме, меѓутоа тоа е прашање за шарените кои... Ама добро, ајде за естетика сега нека Да, подобар точно, за би политика, изборувал. затоа што- Меѓутоа позади имаше големи грабежи и се што се И случи. сето тоа е во ред. И сето тоа е во ред. И сето тоа е во ред. Се работата, ја бар така размислувам, кога е нешто изградено, треба да го одржувате, без оглед дали ви се или сушете го. Не го суше, барем одржувајте го, затоа што сега одамно се прошетав низ центарот, да ви кажам, делува изветвено. Делува изветвено и неубаво. Гледо за око. Добро, градоначалникот тука треба да се Па, повеќе. да, господ, имавме градоначалници. Она што бас овие 7 години ги доживувам, тоа е мастер клас на глупоста, затоа што сега пишував една колумна, велам дека она што власта се обиде да ми го наметни, дека глупоста е доблест, дека нивното незнаење исто како моето знаење. Мислам, навреда на здравиот разум. Ај на интелект да не зборам, затоа што не можам да се споредувам со некои луѓе во политиката во поглед на интелектуалното, меѓутоа класично мастер клас на глупоста. Мислам, не сум добар ученик за тоа, меѓутоа може да ја согледаме во целиот обем, затоа што имаше така. Ако сакате и политички, и на надворешно политички план, и на внатрешно, сегде. Мислам, просто као да се надпреваруваат кој ќе биде, како сика, водечка личност во промовирањето на глупоста во Македонија и стана заштитно лице на оваа власт. Добро, и опозицијата не доцеше за Да, ама на опозицијата не се става на тоа, затоа Така што е. прашањето е власта. Точно. Обичајно не очекувате од власта тоа да го проектира. Вие поддржавте, ако не се лажам, премиерот Заев за Нобеловец Да, не само Заев. И Циципас. и Циципас. И што испадна од тоа, мислам, искрено не ги следев тие процеси во годините, не од тоа бев што знам дека било забележено дека добија поддршка и од поголем број на функционери од Европската унија и така натаму, меѓутоа не ја добија таа награда, бидејќи А номинацијата Едноставно- до кое ниво отиде? Сета како и секоја номинација, секој може да се номинира за Нобелова награда. И јас можам вас да ве номинирам. Немојте ве молам тоа, мислам, таква конкуренција на премиерот Заев да го правам. Не, меѓутоа не би добро. сакал ист кош. Добро, сега да бидам. сега може би од овие аспекти не можеме да правилно да ја процениме таа улога што ја имаат двајцата премиери. Меѓутоа работите меѓу Грција и Македонија се средија. Немаме веќе никој нема да ви лепи Лепат. Лепиме НМК сега на таблите, сега си залепив на колата. без звонков сега. Не ми зборувај такви работи. Подобри ни се односите. Тоа е добро со еден сосед да имаме односи со кој Да, многу меѓутоа мокен кој што цената што ја плативме е голема. А што е тоа цената?
изгубивме идентитетот. Најмалата цена се избрусените шахти, да ви кажам. Тоа е најмалата цена. Например, гледате, се плаши власта во сите години да го изгови. Борете, со Грција се седнуваше, се преговара, тоа е пенкало дипломатија на Заев и на Никола Димитров, пошто Никола Димитров од петни жили се обидуваше да го оправда договорот, меѓутоа таа пенкало дипломатија или кравата, како сакате, вратоварска дипломатија, денеска не можеме да го потребуваме името Македонија во внатрешна употреба во Македонија. Власта бега, чекај, власта бега од тоа. За внатрешна употреба кривец е ВМРО ДПМН. Зашто? Еве вака ќе ви кажам, неверојатно да не го знаете, до 2008 година 6 јануари Даниел Спекарт се гледа со Караманлис во Грција. Даниел Спекарт, кој ми беше личен добар пријател од НАТО, бидејќи беше НАТО-американски амбасадор во екипата на Робертсон, која раководеше со кризата, и многу се зближивме, и после тоа отиде во Атина да биде американски амбасадор. И во Викиликс прочитајте средба Даниел Спекар со Караманлис. Даниел Спекар го прашува Караманлис, што правиме со Македонија? Ово вика, слушајте, мене ми е многу тешко да изустам дека мора да направиме нешто. Еве ќе прифатиме сложено име, натре да има Македонија, иако на тој начин може да ги изгубаме изборите. Предлагаме Северна, Горна, ова, нели што е. Да, меѓутоа и Северна беше поинаку во преговорите поинаку. Не, само да ви докажам. И овој вика, добро, ќе им јавам. Се јавува до нашиот премиер тогашен и му вика, Грција вика има две опции. Едната е да се викате Северна, Горна, така натаму, Вардарска, а втората е внатре да се викате како што сакате, да ме немувате. Груевски му одговара со следново. Ние исто така имаме две опции. Првата е да се викаме Македонија, втората за Грција нека не вика како што сака. И тогаш падна во вода нашиот предлог. Значи, да беше тогаш, кога не бе американците доста блиски, ние ќе задржавме внатре во Македонија се што се вика Македонија. Меѓутоа, после 10 години, нели, дојде тоа е во времето на Трамп, мислам дека се случи, веќе позициите ни беа ослабени, ерга омнас се појави како опција и така натаму, и тоа се извлече што се извлече. Ерга омнес го одбивавме, ако не се лажам. Тоа беше за надворешна употреба и за внатрешно да може да се... Види на Викиликс. Ова го пишува, не го измислив. Викиликс 6 јануари 2008. Меѓутоа, гледам се во кампањата не го користат Северна Македонија. Сега сите не го користат. Чудно, ги брусеа шахтите. Добро, да. Ја мислам таа да си останат доследни за тоа. Си останат. Очигледно дека... Знаете што, исто и овој наследникот на Грција, како сика премиерот на Грција сегашен, Мицотакис. Јоргос. Добро. Јоргос вика, ние бевме против, тоа ми го кажа мој пријател Жорж Превелакис, кој што е професор на Сорбона, поранешен амбасадор во ОЕЦД, многу блиски сме уште од 90-те години, вика, тој вика не сакаше, беше против ова да има воопшто во името Македонија да се одржи, меѓутоа сега му рекол, чути, вика, овие претходни ја завршија работата и така што сега неаме проблеми. Исто така, треба, ако дојде Мицковски, не знам кој ќе биде или пак, не знам, сега не знаеме однапред, треба да биде благодарен што е решено прашањето. И на тој начин ни се отвара, но станавме членка на НАТО, човек. Овие времења да си членка на НАТО е многу битно. Замисли кај ќе бевме. Ја имам друго мислење дека како и да е НАТО е сосема поинаква организација од нашо Европската унија и добро, фала мислам Богу. дека постоеше многу поинаква тек во овие услови да останевме доследни на она што значи неменување на името, мислам дека ќе бевме членка на НАТО, меѓутоа тоа е прашање на перцепција и прашање на проценка. Нема, едноставно ќе не блокираа секојаш грците.
Па многу пофрустрирачки беше Фиром да се викаме. Еве сам си бил на конференција Фиром. И сега јас ке пишувам таму Република Македонија. Точно Фиром. Во договорот привремената спогодба со Грција нигде не е наведено Фајром или Фиром, како милуваш да го кажуваш, меѓутоа требаше во меѓународната комуникација доди Формер Југослав Републик во целост. Така е. Сега доаѓаме до прашање зошто нашата дипломатија дозволи да кратенката Фајром или Фиром биде секаде. Да биде секаде во меѓународните документи. Тоа не е прашање на Грција или тоа е слабост на нашата дипломатија што дозволи. И сега идејата е ги слушаме расправите, демек подобро е да сега не сме Фиром, сега сме Северна Македонија, никогаш не сме биле Фиром. Фиром ние сме дозволиле, односно нашата дипломатија не наметнувале. Не што се одам на конференција, сам си бил на конференција во Страсбург, пишува Фиром пред тебе. И сум се и ќе свртам, ќе напишам Република Македонија. Сум реагирал. Во официјалните документи стоело Формер Југослав Републик Македонија, да се прочита Македонија дека. Тоа била идејата. Така што тој дел неам дилеми, меѓутоа се наметнува една лажна теза дека сега сме биле Фајром, сега сме Северна, што не држи во целиот. Меѓутоа ова отвара прашање за дипломатијата. Бевте во дипломатијата. Очигледно дека имаме фалинки во дипломатијата. Има фалинки, од секоја сме имале фалинки. Кога почнавме хаузмајстори и поштари и било што да плакаме за амбасадори. Мислите електричари? И електричари, не знам што беа, неписмени и така натаму, кој ги исполнува. И не само целиот систем. Зашто они се декларираат дека се кариерни дипломати, за разлика од вас и од мене, што не сме кариерни, ама сум учествувал на повеќе конференции него тие кариерни што може да помислат. Што е мултилатерална дипломатија. Во 2008 ме прогласија за амбасадор на годината на цел Брисел. Не дека сум најдобар, туку веројатно под влијание дека можеби ќе влеземе во НАТО и така натаму. Меѓутоа значи има голема разлика, сега да не влегувам во тоа, меѓу кариерните и овие што се други. Овие што се кариерните некако имаат страв, немаат храброст, премногу административно се однесуваат. Вие денеска не знаете кој не сме чуле ништо. Јас давав интервјуа и тука во Франција, знам и ти даваш интервјуа. Затоа што се уплашени. Да, уплашени. Затоа што ние имаме, секоја сме имале, како се вика, бекап, секоја сме имале каде да се вратиме, они немаат. И затоа знам со Николски се имав една расправа, или може не беше Николски, околу кариерните и овие другите кои влегуваат во категоријата амбасадори кои биле јавни, признаени личности во општествениот живот, затоа што ние го неаме тоа бреме кое го носат они се класични бирократи. Да бидеме реални. Вие имате сосема поинаква тежина. И таа тежина се гледа и во она што ќе го понудите како сиви и во однесувањето. Така што слабостите и токму тоа доведе до она што би рекол јадо класично пенкало дипломатија, каде што министер кој нема поим, мислам премиер кој немаше поим од надворешна политика, подпишува договор кој мислам дека ни ја закопа државата за долг временски период. Имате една изјава која на крај морам да ја коментирам и би сакал да ја коментираме, само да ја најдам. Велите дека Преспанскиот договор и договорот со Бугарија, сега да не грешам, дека се завршена работа и дека е утопија. Наивни бевме. Ја повеќе мислам на договорот со Бугарија, бидејќи договорот со Бугарија беше еден вид, како да кажам, вовет од договорот со Преспа. Затоа што тогаш сите, Борисов беше близок со Заев, се јавуваше на мами Меркел, нели ја викаше мами, значи ги потурна работите и јас почувствував дека тука значи имаме една позитивна енергија од нашите соседи. И што се случува? 2018 во јуни месец германскиот Бундестаг место да го поддржи договорот, нели да гласа,
kao za доцнил не гласаа. И тогаш ми падна прв пат едни сомнежа, викам ќе чекаме декември, нели, кога Европската унија таму. Овие го изгласаа во меѓувреме, Европската унија, Макрон излезе со тезата за новата методологија и после тоа колата тргна надолу, почна бугарите да се уват. Тој простор ми е се уште необјаснет дали тука се има би рекол, можеби сме жртва на скептицизмот на европјаните. Тука беше Макрон, Меркел. Дали сака да ни се придружи побрзо Албанија, па да не може да бидеме во двојка. Сега Албанија отиде. Значи, тука секако еден ден кога ќе истражуваат нашите наследници, веројатно ќе откриат зошто е тоа така, но како и да е, тогаш ни зададе удар Европската унија и тој евроскептицизам што се прошири после во државава се должи токму на таквите потези кои што се некоректни на оваа мала држава, што би рекол, и кои што сите сакаме да успее, независно под чија власт е, кој ќе владе, кој е председател, која е партија и која влада и така натаму. Велите утописки е дека може да се променат договорите. Да, утописки. Зошто? Затоа што ја ќе ви кажам дека не е утопија. Меѓународните договори се менуваат. Се менуваат после војна. Не се менуваат ни после војна. Може после некој процес, меѓутоа Не, воопшто. Државите се суверени кога влегуваат по меѓународно договарање, кога излегуваат од меѓународните договори. Тука се согласам сосема. Да бидеме реални. Затоа малку утописки ми звучи. Точно. Може у секое време да излезете од Точно. Затоа што се создава фама дека тоа е нешто неменливо, дека преспанскиот договорот со Бугарија се неменливи. Се е менливо. Менливи се. Ала Богу, меѓународното јавно право тоа убаво го објаснува. Меѓутоа, во случајов, ние имаме работа со мултилатерала. Значи, мултилатерала која е составена од 27 држави, која што едноставно функционира на база на, ако не се смени нешто иначе, на база на едногласност. Значи, да се случи такво нешто... Освен ако не отидете да пиете кафе. Да, тоа што го направи Орбан. Меѓутоа, мислам дека не сме толку интересни за Европската унија, како што е Украина, например. Мора да им биде Украина, затоа што... Знаете што може? Може да се случи, например, да направиме некој економски бум или нешто, да, не дај Боже, да се случи некоја голема криза, да сме жртви и така натаму. Меѓутоа, еве, што се случува во Газа... Не би сакал таа цена да ја платиме за да влеземе во Унијата. Премиерот на Албанија рече, дали вика треба да направиме војна на Балканот за да влеземе во Европската унија и така натаму. Но како да е, мислам дека сепак живееме во едно време каде што сме, што би рекол, пријатели, каде што имаме различни мислења, меѓутоа сепак имаме, би рекол, слични цели, слични идеи, се респектираме и тоа треба да продолжи, барем во смисла на една редовна комуникација со сите луѓе, а не ако е тој припадник на една политичка или на друга политичка партија, да не му кажувате здраво. Кај нас политиката ја поставија така дека не сте противници, туку сте непријатели. Мислам тоа е, да бидеме реални, работата и емисијата, подкастот е така замислен дека треба да водиме диалог. Без оглед дали се согласуваме или не, можам да кажам дека не согласувам со 90% од вашите, меѓутоа како беше она, ќе ви дадам можност да дебатираме, затоа што на пазарот на идеи во основа оние кои се прифатливи за граѓаните ќе ги купат или нема да ги купат. Меѓутоа кога немате таков пазар, имате едноумие кое го имавме до 90-тите години. 90-тите години конституирав Atlantic Treaty Association, НАТО клубот кој што ми го украде после Лазе, па сега и други и така натаму. И намерно Борис Трајковски не беше уште го викнав во составот. Мијалков го викнав во составот. Значи ние комунициравме и тоа не беше добро видено во тоа време од страна на Бихачка. Што барава сега овој со овие луѓе? Бихачка секогаш гледала на тоа малце поинаку. И исто е и од белата кука, не се. Значи немало таа политичка култура
се надевам дека тоа еден ден ќе дојде. Немаме диалог меѓу власт и опозицијата. Зашо да нема диалог? Зашто толку? Тоа на Заевки му постави. Не, јас му кажав и на Мицковски. Добро викам. Зашто не воспоставите диалог? Воспоставете диалог. Не мора да се тепате, да се карате. Не, политика не е за тепање, политика е да уметност, да градите состојба во општеството која ќе биде во корист на сите, да градите добробит за сите, мислам, тоа е политиката. Мислам, целиот концепт на политиката успеа да го, како да кажам, да го вулгаризира. Да го вулгаризира до крајни граници. Политиката не е лоша професија кај нас. Која размислуваат, луѓето размислуваат како лоша професија. Благодарам многу што бевте дел од подкастот Звукот на политиката. Тука ќе ја затворам емисијата. Се надевам ќе се слушнеме пак. Остана многу прашања недоречени, например поделбата русофили, како се вика и останати и проамериканци, така што мислам ние бас знаеме да се делиме, тоа е добро во државата. Се слушаме и се гледаме следната среда во 11 часот. Поздрав од мене и благодарам уште еднаш до гостинот Нано Ружит. Благодарам.